Дали ќе излезе некој да контрира на ова или ќе молчите од страф од терористите? Тоа сакам да го слушам. За консензуалната демократија. За Уставниот суд, 1/3 од судиите ќе се избира од страна на собранието со мнозинство од вкупниот број пратеници, која ќе содржи мнозинство од вкупниот број на пратеници кои тврдат дека припаѓаат на заедниците кои што не се мнозинство, односно мнозинско население во Македонија. Ова постапка ќе се применува и при изборот на народниот правобранител и на тројца членови на судскиот совет. Тоа е прво ниво. Уставен суд и народен правобранител. Ке може ли не да концентрират на Молам представете се, да го ослободим за зборува, кој се добил збор. Уставните амандмани и Законот за локална самоуправа нема да може да се усвојат без квалификувано мнозинство на 2/3 од гласовите, во рамките на што ќе мора да има мнозинство од гласовите на пратеници кои тврдат дека припаѓаат на заедниците кои не се мнозинско население во Македонија. Значи, Уставен суд, народен правобранител, уставни амандмани, Закон за локална самоуправа. 4. Понатака, закони кои директно ги засегаат културата, употреба на јазик, образование, лични документи, употреба на символи, како и закони за локално финансирање, локални избори, град Скопје, општински градоначалници, ќе мора да постои мнозинство од гласови, во рамки на што ќе мора да има мнозинство од гласови на пратеници кои тврдат дека припаѓаат на заедници кои не се мнозинско население во Македонија. 5 ниво. Јас немојте да ме разберете дека не сум демократ, дека сметам дека не треба албанците да се изјаснат за сите овие работи. Меѓутоа, што е ако не консензуална демократија на сите овие 5 нивоа, услов да биде пола да се изјаснат, ако не, нема ништо од тоа. Па се укинува она што се нарекува механизам, просто мнозинство, апсолутно мнозинство, двотретинско мнозинство, оти ништо тоа нема да важи. Вие можете да имате 80 пратеници за промена на устав. Меѓутоа, под претпоставка дека има 25 албански пратеници. 12 се изјасниле. Не ви важи промената на уставот. Ќе се доведеме у позиција на шах. Никој пат ништо да не може да се смени. И верувате, тоа е дефиницијата на пропаста. Кој ги ограничува пратениците кои што не се македонци да поднесат барање за промена на устав? Еве 25 се не се доволно. Ќе земат 5 пратеници од СДСМ, ќе станат 30. Ќе ги поднесат промените на устав. Нека не убедат. Нека излезат, нека кажат, вака е, вака е, вака е. Еве, нека земат 5 пратеници од ВМРО ДПМН. Гледам, реагирате од место. Ако ги убедат пратеници од СДСМ, предпоставам дека би можеле да убедат и пратеници од ВМРО. Меѓутоа, утре еден од нив да не биде задоволен као некои што провоцираат од место, цела држава ќе биде закочена во сите можни механизми. Што е тоа ако не консензуална демократија? Што е тоа ако не уцена на малцинството врз мнозинството? Што е тоа ако не е тоа? Што е тоа ако не е крај? Што е тоа ако не е крај? Босна ли станува Македонија? Па ќе каже некој тука заштитено е интегритетот и единството на Македонија. Во смисла Македонија е неделива. Нема промена на граници. Светската и меѓународната заедница и јавност јасно кажа Македонија нема да се дели. Па кое е тоа лицемерие? Што е Босна и Херцеговина? Една држава? Ама како е унатре? Што е Југославија? Резолуција 1244 на Обединените нации кажува дека Косово е составен дел на Југославија.
Ама еве, пратениците албанци кажуваат тешко. Така? Да знаете дека ви предвидувам на вас што ќе гласате за промена